Добро дојдовте во втората сезона на Агенда 21. И како и минатата сезона, некако ќе ве убедиме да мислите малку повеќе за себе, за своето здравје, за она што значи живот, за она што значи опстанок, како сакаме подолго да бидеме на оваа планета Земја. Ќе зборуваме вечерва за почва. Патем, почвата е живот, но почвата е и смрт. Почвата крие тајни. Сите минатата сезона не прашуваа зошто сме Агенда 21. Не поради годината во која што почнавме 2021, туку поради извесен документ кој што е изгласан уште во 90-тите години на самитот за големите суши и емиграции кои што се случиле за прв пат и биле забележани, и затоа на тој самит носат еден документ наречен Агенда 21. И ден денеска тој е многу значаен и се да дополнува и се зборува за него, и затоа сме ние Агенда 21. Втора сезона почва. Добро дојдовте. Епа, добро вечер и од мене втора сезона на Агенда 21. Баш сум среќен што повторно се дружиме. Здраво, дечки. Една мала измена од минатата сезона. Покрај тоа што еколошки ќе ве надоградуваме, сакаме малку и да ве едуцираме музички. Јас сум дете на познат музичар и сум израснал со класичната музика, и како станував возрасен и созревал во животот, сватив дека класичните музичари покрај од љубовта биле вдахновени од самата природа, од несината убавина. И за секоја епизода одбрав по една лектира класична. Почнуваме со еден голем италијански композитор и виртуоз на виолина, господинот Антонио Вивалди и неговото ремек дело 4 годишни времиња. А што рече Весна дека е темата почва. Знаеш ли тој збор што предизвикува кај мене? Многу емоции ме враќа во прво оделение, кога имавме тие букварчињата, кладенче се викаше, и на неколку месеца се појавува зборот почва и свикаме, што е почва, многу чудно ни звучеше. Што ме гледате вие? Знаете ли што се крие почвата, какви се тајни и убави работи, да речеме, археолошки ископини, Така. и неубави работи. Ој некој го кркнал па го закопал у дворот, па ќе го неат за 26 години. Како во филмовите? Почва. Знаете ли дека постои глобално движење за зачувување заштита на почвата и го води еден гуру? Некако мојон гуру Харе, ова е истински гуру. Се вика Садгуру, има бела брада, бела коса. Сте чуле за него? Да, сакам јас да кажам сега нешто за него. Кога ќе го видиш Садгуру, Да сум го видела. си го видела, знаеш дека вежба јога и личи на мистик. Така и тенок е слаб. Тенок, да. слаб, ама и визионер. Никогаш нема да вежбам јога јас. Добро. 40 години се бори за подигање на свеста, кај нас исто ќе се малку, зашто немам слушното некој да го има спомнат. Така е. Не, слушај, вообичаено имаат цитати што ќе им се допадне, па ќе го кликнеш, да, нешто кажала, инаку Знаеш по ли име зашто го немаат. немаат спомнато? Бидејќи ние се бавиме со неживотна средина и со работи кои не значат ама баш ништо. Кој ќе му ја мисли на почвата, си викаме? Нека мислат земјоделците, Така е. ама сакаме да јадеме домати и пиперки. Инаку, Садгуру ги има добиено сите награди кои можете да ги претпоставите. И цело едно движење Project Green Hands, што истражив, Што истражиш? Project Green Hands започнало за да се засадат 114 милиони дрв за што може побрзо време, за да се подигне шумската површина на 33% во Тамил Наду. Каде? Тамил Наду во Индија. Браво. Ама тој исто така сега кога сме кај почва, тој вели ако ја запоставиш почвата, ја запоставуваш и планетата. Тоа е практично и најтешката наша задача, знаеш, тој Садгуру инспирира ден денеска милиони луѓе. Па да се обидеме некако и ние да ги инспирираме ова нашиве, ако може некако од нешто да се инспирира наша публика, иако сме ние тука ентузијасти. И она што е важно, што вика Садгуру, дека за 20 години се очекува да се произведува 40% помалку храна, што значи за 9,3 милиарди луѓе, 2 милиарди луѓе ќе умре поради недостаток на храна. Да. А ова слушај, 74% од сите луѓе на светот што се занимаваат со земјоделство се директно погодени. Токму од ова. И има уште нешто, тоа барем кај нас никогаш не го реши. Мислам ни дека нема да се реши. Дека постои дечки, значи земјиште што се купува кај што се градат на тоа земјиште, се гради куќа, хотел, станови, не знам, фабрика, и постои плодна почва. Така
Па Македонија е една од тие земји во транзиција која најубавите градби ги гради на плодна почва. Да дај Господ еден ден од тоа почвата така да почне да им излегуваат некои. Значи само тука некои кај нас се гради билки. на ниви. Дечки, бе, многу сум разочаран, вртам цело време. Да? Ептеми беше кеф. Е. Најпознатиот активист на светот еколошки да го добијам, колегата наш Леонардо Ди Каприо, значи 3 дена му вртам. Работите вие ќе се обидам уште еднаш. Ајде. Добро. Сега, ова изумирање на почвата, светот го чини 10,6 трилиони долари. Добро е, не можеш нулите да ги напишеш, затоа Джабазов може нули да пише, нема проблем, но јас не можам. И не можеме да игнорираме почвата во целиот тој еколошки систем. Единствениот живот, значи кој што ни и како сегмент од нашето преживување, така барем вели Садгуру, е почвата. Нели тука почнува и завршува се. И водата. Немојте да заборавате водата и како имаме се повеќе и повеќе секоја година помалку и помалку ресурси на вода. Вели дека високата цена на храната од Француската револуција па се до арапската пролет се и причина за масовните протести и високата цена на храна. Сега, ако сте забележале последниве неколку месеци, е многу зголемена цената на храната на секој еден производ. Да, мајде да збориме за тоа што правиме ние на тема почва. Каде Ајде. најмногу го фрламе електричниот отпад? По ниви. Така По е. плодни површини. Кај ќе стигнеме? Кај ќе стигнеме. Ако идеш на кај Битола, има еден дел од Пелагонија што Одам често. Често. Сигурно си приметила. Да. Има едно брдо од електричен отпад. И Така е. што кажа Игор претходно, дека на Македонија се гради само на плодни површини. Епа, Обединети нации направиле една студија што вика дека 1/3 од целата почва на планетата е мртва почва, што значи дека ни остануваат уште од 45 до 60 години здрава почва. Вау. Вау. Звони. Звони. Hello? Hello. I'm calling from Macedonia. My name is Igor Jambazov. Can I speak with Mr. Leonardo DiCaprio, please? Oh, I see. Снимај. I see. Okay. Окей. Thank you. Igor from Macedonia. Агенда 20. No Czechoslovakia, Macedonia. Е, така, Арно им каже. И па он ми спушти. А не јесо дека женска? Што се викам на снимање? Кај него тоа е растеглива категорија. Ние да се вратиме на темата. Да. Значи, ова што го кажа Кико, тоа е на едно ниво на геноцид. Колку сме само ние неодговорни и лоши. И ако го знаеме овој податок дека 57,4 милиони тони се фрлени во 2021 година како електричен отпад, тогаш имаме црно сценарио. Да, ама ние се однесуваме како да живееме во некој паралелен свет. Кога иноваторите ќе направат некоја нова технологија, Така. човекот заборава на се, го фрла ѓубрето или Да. ова политички конкретно електричниот отпад кај што ќе стигне. Не се врти, нема ега. Значи, нема ега. многу сме себични. Кој зошто да бидеме Ние како несебични? да разбереме дека тоа е најопасниот отпад. Вака од надвор не ни изгледа токсичен, ама што крие внатре? Жива, олово, бром. Тој наоѓа пат до почвата, да не се секирате. Како наоѓа пат до Јара почвата? наоѓа пат до почвата некако. Најде пат до почвата. Дојди ваму сатано една да Па сака да ја освежи почвата малку. Наводнување на почвата. Добро. Се извинувам. Доаѓа и до воздухот. И потоа стигнуваме до синџирот на исхрана и до листата на болести. А тие болести се со тешки последици. Да, има нешто што е уште пострашно, а тоа е. Знаете вие деца што е старо купувам, се чуле некош? Па да, ги слушам. Имаме слушнато. И па вака секој ги изрече старо купувам нека на безопасна работа, ама да знаете колку тоа влијае на се што се случува во контекст на оваа тема за која разговор. Старо купувам стари кревети, столици, шифонери, креденци, акумулатори. Сте забележале ли дека нема повеќе такви чичковци на точак што викаат? Сега се овие модернизирани, урбанизирани комбиња со звучници, мислиш циркус рекламираат и каде и да одиш во Македонија истата лента Едната врти. иста лента врти. Муабетов ми е колку се они освестени за тоа што го прават, каков пиар, каков маркетинг имаат. Таков маркетинг да имаше државата. Така е. Тоа е фирма. Фирма Старо бе, купуем. баш ко фирма. И тоа е прилично, она и прават профит, но не се законски регулирани.
Сега, тие собирачи на отпад не се евидентира во превод, што значи дека тоа што го собираат, тие го носат на диви депонии. Тоа што нема закон за да ги регулира, нема закон за да ги казни. Ги носат вообичаено на плодни површини, на почва, ги оставаат без никаква контрола, насред депонија ги палат каблите, од каблите излегува бромот, ние бромот го дишеме. 95% од тие го прават за да преживеат. Немаат работа, тоа е Ма сепак начин да знаеш, преживее, фирмава да преживее. Фирмата да преживее, инаку они супер си работат, ама е работата што треба некако и да се регулира тоа е законски, знаеш. Немаат избор, ама мора да функционира систем во оваа држава, мора да функционира социјална служба, Министерство за животна средина. Не животна средина. Министерство за неживотна средина. Во право си. Оди следи ги и види што прават со ѓубрето. Они тоа го продаваат за да преживеат, а не може да ги казниме, зашто нема со што да платат. Значи, овие што прават бењи го прават за да преживеат и овие што треба да се чуваат државата го прават за да преживеат. Значи, види, да бевме во било кој друг дел на светот, ќе бевме мала држава со еколошки премиер. А овдека не постои тоа. Нашиот систем не функционира. Тој кога би функционирал би било подобро, но тој не Вие функционира. младите ќе порастете и направите нешто да почне да функционира. Ќе Ние што имаме уште 3 кречења. Што немаме ние време тоа да го 3 правиме. до 4. Колку брутално и да звучиме, тие не оштетуваат комуналната инфраструктура. И покрај тоа, дури одати од местата каде што е оставен електронскиот отпад, тие ќе го земат, да не кажам крадат, ќе кажам. Кажи. Кажав. Време за филмче. Искористената електроника е причина за 40% од оловото пронајдено на депониите. Да. Имате стар фрижидер. Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Енергија, свежина, здравје. Добра вода Актив. Повеќе од вода. Понекогаш сакаш нешто по твоја мерка. Ново, двојно пакување за двојно уживање. Житолукс. Да. Имате стар фрижидер. Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад.
Ние малите сакаме вас, возрастните, да ве научиме за еколошка катастрофа. Врти 070 236 000. Најтешкиот отпад ова сега што го гледате. Не го фрлај телефонот во кантата за ѓубре. Многу гледаме во природата, а малку живееме со неа. На наше огромно задоволство, прв човек што ќе ни отвори сезонава е нашиот голем другар, ама во меѓувреме е на постојана работа во соседството во Србија. За ваша информација, мислам дека бројката, затоа што сум голем фан, мислам дека бројката на снимени филмови му е веќе 40, на серии немам околу 20, ако јас добро бројам во меѓувреме. И е во моментов најголемиот жив глумец од Македонија, Тони Михајловски. Што јас сега го кажав на интервју. Да. Значи, дечки, постоеле само, до Тони постоја само тројца актери македонски, Да, слушнав дека беа го кажа, да. познати на цел Балкан. Првиот се викаше Петре Прличко, вториот се викаше Коле Ангеловски, Така е. третиот е Никола Ристановски, само четвртиот Така е. македонец кој го знае цел Балкан како актер. Така е. Добро вечер, брате. Добро вечер, брате, добро вечер. Здраво срце. Како сте? Еколошка емисија, знаеш, серија. Па да. Следеше. Не ставив дезодоранс која доаѓа оваму за да бидам во ова. Темата на првата е Се надевам брзо ќе заврши. И како дојдовме на идејата, викнеме тебе започва. Никогаш нема заборавам една ноќ кога бевме први комши и кога тебе ти почина да домашниот Ми го љубимец ти го отруја. Алевски маламут. Алевски маламут, Големо. кој ќе го изгубиш домашниот миленик на така подол и беден и гнасен начин, но кај е проблемов? Каде да ги закопаме нашите мачки, кучиња и домашни миленичиња кои ќе
Така е. го напуштат овој свет. И се сеќавам дека Тони раскажи Тони. Тоа беше Па, Тони. он е се уште закопан таму кај Хотел Русија. На Кеј, да. Да, на Кеј, заедно до Бартон, Ньюфаундлендерот, кого што исто го отруја на 6 години. И тоа е, мислам, во Скопје, како еден метрополис во И сега ти Македонија. кога шеташ по Кеј, ги знаеш местата. Па знам, тоа ти викам, двајцата се тука на скоро исто Така, приближно јас за место. Бошко знам дека, знам на тоа кое е место она е. што го израмни Закопан. она место за бейсбол игралиште кај што сакаа да прават, ако се сеќаваш. Да. И јас и ти некако во слично време имавме таа иста идеја луда. Да, ја дури ја предложив овдека на еден пред градоначелник Коце, господинот Коце Трајановски. Меѓутоа не најдов на разбирање дека Скопје како метропола треба да има гробишта за домашни миленици. Со гробиште и крематориум. Крематориум, па на тоа и се мисли, па некој може урната ќе однесе дома, Така некој е. ќе земе тука ќе остави. Тоа во едно место би било и шеталиште за новите миленици, Нели? би било едно прекрасно, некако тогаш го замислувавме на Вардар на двете страни со едно мовче кое би било како коска од озгора кога го Така, гледаш. Па тука да се одржуваат и изложби за кучиња, Така. Изложби да има да се ветеринар, направат, така, да има буквално храна за се, кучиња. да. И јас Се. се уште не се откажувам од таа моја идеја дека некогаш ќе направам ранч во близина на Скопје во кој што ќе ги вдомиме сите бездомни кучиња, Да. ќе ги стерилизираме, ќе ги чуваме. Оние кои што се агресивни нормално ќе го решиме тоа на хуман начин. Ај сега да ни кажеш за потребите на оваа емисија. Како фамилијата Михајловски се справува со целокупно ова што не притиска, со ова Прво, ако сакаме загадување? да имаме здрава средина за живење, прво што треба да го решиме е загадувањето. Тоа е нерешено. Мислам дека Скопје во моментов има некаде околу 24 диви депонии кои функционираат така како што функционираат, се палат без контрола, се разнесува тоа ѓубриво, го разнесуваат мачки, кучиња, птици, дополнително се шири заразата. Основна работа што треба да средиме е сигурно дека треба да средиме средината за да можеме да живееме здраво, а потоа ќе даде здравата исхрана. Бидејќи без таа здрава средина и здравата исхрана и здравиот начин на живење е скоро невозможен. Добро, сега си често горе. Београд е сепак Да. метропола, светска. И ми излезе... Има ли разлика од горе? Па и ми излегува на улица, јас колку што се сеќавам, нели? Па горе свеста е поподигната, тоа веќе Да. што го кажува, ако нешто не им одговара, сигурно дека повеќе реагираат околу тоа, додека и ние се помируваме со работите, пуштаме некој друг да го реши тоа. Ја се надевам дека оваа ваша емисија ќе изгради нови генерации како Кико Јован, што се па... И не само тоа, дали знаеш дека после завршетокот на нашата сезона се затворени преку 1000 диви депонии? Така. Може би не потикнати Само само од од ова, нас. веројатно и од други, но Како и во ние се живот. чувствуваме како да сме Така допринели. е. Како и во целиот животински свет, така и во нашиот човечко животински свет, помалите учат од постарите. Оно што ние ќе им го покажеме на помладите генерации, тие ќе го практикуваат. Тоа и тоа ќе го прават. Како Максимилијан? Ние за сега не им покажавме. Знае Максимилијан што е екологија? Па знае. Максим на 5 години ме праша, пошто знаеш дека он со англискиот е повеќе, вика, тато вика, we destroy our planet. На 5 години. Значи, што и направивме на нашата планета. Бидејќи гледаат децата, нели, загадување и такви работи. Гледа дома кога затвараме вчера, на пример, Скопје не се гледаше. Така. Беше толку густо Скопје, се уште еден од најзагадените градови и тоа е еден проблем кој што никој не го решава. Во Нов Зеланд, на пример, решиле дека на еден жител му требаат 5 дрвја, за да биде воздухот чист околу, што значи Скопје со 700.000 жители му требаат околу 3,5 милиони дрвја. Да се Па засадат. таман колку што засадија овие тогаш. Да, знаеш, околу 3, ама тие беа диспрезирани низ денот на дрвото, збориш тоа? Да. Да, сакам да ги пребројам тие дрва. Да. Нешто ми е Ја ги сумнително. броев, стигна до 10 милиона. Да. Нешто ми е сумнително тука. Не, тоа беше Меѓутоа, да, тоа беше благородна акција, апсолутно замислена. се И слагам. добра Тоа што идеја. после, што во оваа држава и најблагородната акција станува бизнис, Така Да, тоа е. веќе се Тоа беше има други моменти. 10 или 15 години траеше колку траеше таа акција. Јас мислам дека за тие 10-15 години тие шуми до сега требаше да Требаше никнат. Ја не ги Амазонија, гледам. Амазонија да биде на Само на дотон. неколку места има успеано, друго. Да, и тоа е, меѓутоа, знаеш, па гледам некои приказни маж и жена 40 години саделе дрва, па засадиле преку 100 хектари дрва, направиле од пустина, направиле шума, обратно од дезертификацијата која што вие ја нели обработувавте како тема. Овдека они направиле оаизација, најверојатно како ќе му се некоја кованица. Види, ние не селектираме отпад. Се уште не знаеме да подвоиме хартија, стакло, метал, електронски отпад. Тоа го немаме. Како да го направиме ние тоа, кога немаме такви канти, контейнери доволно? Немаме Значи, доволно. Да.
Она што на луѓето кога ќе им ги овозможиш условите, тогаш ако некој не ги почитува тие услови, тогаш треба да го казниш. Вака би било глупаво да го казниш кога не си му овозможил основен контейнер, а ќе го казниш заради тоа што ѓубрето му паднало надвор од контейнер. За да казниш некого треба истовремено и да го наградуваш за нешто. Да. Не можеш само да го казнуваш. Значи Како во театарот, за злочинот постои казна, за доброто дело треба да постои награда. Да си ми жив и здрав. Така Фала е. ти што дојде. Чекај. Што? Да. Чекај момент. Овде чист Планински воздух. воздух. Да. Абе, не си да. Ова е од Гари. Абе, ова у странство треба да го продаваме во Австралија, знаеш алва има да. Од Гари е овој, ова епизода е од Гари. Ама ќе му однесеш на Максим да си ги собира своите батерии. Знам дека е по гаджетите. ваздухот? Ваздухот ти ќе го дишеш. Кој ќе Ти отвори? прво вдиши го убаво Ле, воздухот море. и направи простор за батерии. Ако гледате, купете си $50 живот џабе. Воздух битолски, гарски, дојрански. Исконски загаден Треба мал. да почнеме со овој бизнис. Знаеш, онаа твоја идеја за шприцер во тетрапак? Веќе го има во Лименка. Знам. Да. Кажи им кога, пред 25 години 25 кажа. години. Кој ќе направи шприцер во тетрапак, тој ќе биде богатар. Сега се продава тоа. Визионер сум бил Пошто сме нели визионер. тетрапакувањето кое што е нели. Ајде сега тебе 6 пати ли ќе те одјавува? Ајде па ти. А нели си одиш ти? Ајде. Чао, Джамбо. Чао. Значи, Весна, Агенда 22 почнува. Да. Ја само за крај, чекај. Ајде за крај. Србија. Србија. Дали е поосвестена од нас? Србија до Токија. Многу. Па да, поосвестена е. Да. Има подобар систем. Нели? Да. Ето е тоа. Ајде не го кај. Него кај. Поздрави по дома, срце. Фала исто и ти. Злато. Thank you. Најголемиот производител на електронски отпад е Кина. Знаете ли колку? Годишно 5,6 килограми по лице. Кина. И се е можно. И еве сега нула отпад ќе постави контейнери, ќе спроведе акција за нели колективно собирање и ќе трае тоа неколку дена, дури еден не го оштети првиот контейнер. Бидејќи кај нас функционира се по принципот како првиот, така вториот, како на играта, и вториот ќе го доштети и тоа. И џабе, еве читам податок сега. 5 до 10.000 лица во Македонија живеат од овој неформален отпад. Обично не може да ги најдат. Половина од нив немаат лични карти, не се заведени никаде, но тие се добро организирана банда, криминална група и оној момент кога државата ќе се справи со нив, тоа ќе се почувствува. Тоа би требало да се почувствува. Така е. Баш кад веќе ви кажав за ова, колку се јаки у пиар и у маркетинг. Стари кревети, сторици. Многу има проблеми на оваа тема. Еден од најголемите проблеми се децата. Затоа што се постојано присутни децата, тие ги на тие точаците, на тие транспортните нивни, како и да ги наречеш, превозни средства, чудни некои, дечињата собираат од контейнери, дечињата. Сега, тие луѓе, како што кажат, Игор, немаат здравствено осигурување, што значи не се евидентирани, не се регистрирани во системот. Не одат на училиште, што значи дека немаат никакво образование. Дента кога се раѓа, тие се осудени на пропаст. Ето е нешто, ние сме слепи и глуби на оваа тема и е навистина многу тажна. Сега, од друга страна пак, очекуваме системот да направи нешто за нив. Па се обидува неколку пати да направи. Да. Имаше секакви акции. Сега има една компанија која што тоа е таа нула отпад компанија која што ќе има овде ние ќе на гостите наши ќе им дадеме чист воздух, па тие може да вдишат за да им дојде кислород од вумот и да почнат да собираат батерии. Нула отпад има реално од муабетот со нив ми кажа дека имаат реално навистина голем проблем со старо купување. Затоа што не функционира ова другата страна на државата. А од друга страна Нема и ти кога ќе ти го купи старо купувам, ти од кај знаеш кај го носи он тоа? Апсолутно. Што ќе прави со него? Не те не интересира каде ќе го однесе тоа. А како не ги интересира? Па тоа треба да ги интересира. Тоа... А го купил овој 7 шпорети фрижидери од оние што се полни со... Така е. Кај ги носи? Ги препрода? Кај ќе бидат тие фрижидери? Кај ќе биде тој шпорет? Што ќе прави? Замисли да ги разглобуваат на делови, да.
Тоа како се разлобува на делови, така се Не, шири. тоа. најчесто знаеш и ти сме виделе, најчесто и вие видовте кога патувавме. Најчесто се распаѓаат. Да, Ги снимивте фрлаат вие тоа. само. Се за оваа сезона е снимено Да, тоа. да, Ке да, има да прилика имаме. пак да видат луѓето што се Да, случува. пак, да. Знаеш дека само ние ги покажуваме тие Само снимки. ние. Да. И Не, тоа не сме знам на, зашто е така. на еден, имаме снимено онака еден огромен дел каде што има милион шпорети, фрижидери, тоа е страшно. Значи, тоа е една таква депонија ужасна. Сега, од друга страна, ние очекуваме, или граѓаните очекуваат за 150-200 денари, да им се собира сметот, а да имаме, знаеш, да живееме како швеѓани или германци. И тоа не е во ред. Значи, ние мора да се согласиме да плаќаме малку повеќе за тоа ѓубре што го собираат. Точно, точно. Еве јас како млад човек во секој градоначалник гледам популизам. И велат дека треба да се зголеми цената, нели, за собирање на отпадот барем 50%. И ништо нема се. Да, и ништо нема. Или одиме на онаа стара мантра, нели ние ќе се откажеме од 2-3 кафиња и потоа ќе добиеме почисти улици, нема да има толку многу ѓубре, нема да има старо купуем. Да, така. Абе, те слушам и си викам, леле, Јованче, каков романтичар си, значи Арно. популизам било, па нормално дали е. Не верувам ја во бајки на татковци, мајки, на општини и градови. А кој уште ги вика така? Ама, типа копадната си од Марс. Се возат во службени коли и кога ќе спомнеш нешто за екологија, па сеа тоа абе други проблеми имаме, например тендери. Да, така е. Никогаш нема да Абе, Кико, како те слушам? Ти ке завршиш како некој јавен обвинител, гледам. Ти малечка да се пазиш од овој, не? Да. Јас што сум предвидел, половина сум погодил, само да знаеш. Ќе видиме. Ајде, дечки, да играме квиз сега малку. Ајде. Знаете што е дезинфекција, така? Да. Дезинсекција, знаете што. Да. Дератизација, знаете Да. што. А што е дезертификација? Да повториме. Ајде да повторите. Дезертификација. Дезертификација. Како дезерт, зајавим. Дезертификација. Тоа е десерт. Како дезерт, да дезертираш Да од војска. дезертираш Ова е од дезертификација. Дезертификација, добро. Што значи тоа? Значи, сите пустини во светот, дечки, доживеале дезертификација, смрт на почвата, кај што ќе видите пустиња, да знаете дека тоа е тоа. Така е. И таа не зависи само од климатските услови. Вела дека најголем причинител и виновник е човекот, затоа што како што човекот со своето незнаење може да ја утепе почвата, никој друг не знае. И дезертификацијата ви е најголемиот причинител за пожарите кои што постојано не се случуваат. Верували или не, поради дезертификацијата имаме поголем проблем со миграција на луѓе. 135 милиони луѓе на годишно ниво мигрираат. А затоа е поместувањето на Сахара се кон југ повеќе. Па чака вика, да. Биде Јованче. И со Сахара си се бавела. И со Сахара, и со плава коса, и види. Да, и со се бавам јас. Кој би Етиопија, со рекол? главните во Африка. Со се? Да. А ти звучи познато тоа? Ми звучи, да. Многу ми олесни што ми кажа сега. Многу ми олесни на душава, да ти кажам право. Па јас не сакам да ти отешнам, затоа ти го кажувам. Што сакав да кажам? Ти бе за девојче, Сахара? на колку повици одговори денес на телефонов? Него ни спомна еднаш телефонот, срам да ти. Ама мора да го спомнеме. Да не го заборавиме нашата еколинија. 070-236-000. Јави се дали Уште има не е некој вклучена. Леонардо. Нас треба ни се јават, и ние да се Чекаме уваме. Леонардо да ни се јави. А ти што да Па не сега за време на емисија не може да се јават. Зафатена линијата да Ставено. некој да ти звони Леонардо. Не, во другите секретарки се во другата просто. Колку имаме на број? 4. А, до 4. Така е подобро. Добро, да. Што сакав да кажам за Сахара? И еве не примери да земеме Сомалија, Етиопија, сите овие земји имаат многу неплодни површини. Значи нашава дезертификација е поврзана и со сиромаштијата. Знаете ли кој има најголем проблем со дезертификација? Кој? Италија. Така е срце, ти нели ќе одеш Италија да се студираш мислев. глума, Глума. да забегаш натаму на кај Италија. Земај нива тука во Македонија да заораш неколку Италија. Печенто, Ја ќе те возам, Кико, до Чинечица. граница, до првата. До првата. Како чин?
Cinecittà или Cinquecento? Кавер, па уради, не мора си трото ноти, зармар си ноши паре туто. Само тоа го знам на италијански, 30 години го кажу, ама не знам што Ова значи. било место некој Cinquecento, многу... Cinque Terre. О, да. Таму е Cinquecento автомобило. Кола е Cinquecento. Cinque Terre значи 5 земјишта. Тере е земјиште, Cinque е 5. И на мајка, паве тебе, срце моје, чути ме извади. Ништо не знам. Имам и датум за дезертификација. Го дал свето датумот, нели ностоп дели датуми за ова. Како парасто си состои датумите за нешто ден на дрво, ден на ова ден. 17 јуни е денот. Таман тоа цела Македонија оди на прв одмор. Летен одмор. Првиот одмор име во јуни, па за да фатат се, па вториот иде крај на август. Сваќаат децата да ги сваќаат. Затоа што во оваа сезона ќе се бавиме со електронскиот отпад, со почвата, ќе зборуваме многу повеќе за батериите, ќе ги потсетуваме овие народниве пратеници и Министерството за неживотна средина да работат повеќе, а денес се шетаат само по конференции, не отепаа, само се сликаат по Facebook и се шетаат по конференции. Инаку да, Агенда 21 не е помогната ниту од невладена, ниту од владина организација, ниту од некој министерство. Да, ви благодарам. Убаво го плеснало се. Убаво го плеснало, така чекам да го плеснам. Мисля, дали може сите пред цела Македонија ти постави едно еколошко прашање? А повелете, Џурбазов? Си фати, дечко? Абе, J-Lo се омажи, J-Lo се омажи. Старо, купуем старо! Не купуем старо веќе. Крај ли? Да. Зар крај, зар вистина е крај, за она што в срца наши било. Зар крај, зар вистина е крај, за она што в сништа сме го сниле. Ла-лај, 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 ла-лај. Зар крај, зар вистина е крај, за она што в сништа сме го сниле. Агенда 27, до живување. Чао! Чао!